По 13 години низа представки од осигуреници за наплата на прегледи кои се бесплатни, Фондот за здравство и УЈП извршија контроли во вкупно 149 приватни здравствени установи за вршење на примерна здравствена заштита во дејноста гинекологија, матични гинеколози, со кои фондот има склучено договори. Центар на контролата, главната цел на контролата е контрола на придржување на договорната обврска меѓу фондот и матичните гинеколози, е тоа дека прегледот, ехо, колпоскопија, земањето на бриза, микробиолошко и цитолошко испитување, односно ПАПот, како и сите други диагностички и терапевтски процедури кои се согласно медицина заснована на докази кај избраниот лекар, не се наплатуваат. Значи, ова е главната цел на контролата. За да утврдиме дали се наплатуваат или не наплатуваат, ни беше неопходно да имаме заедничка контрола со УЈП, бидејќи УЈП има надлежност да го контролира тој дел. Кои се главните неправилности откриени при овие контроли? Главната неправилност е наплата на дополнителни средства од осигурени лица. Кај 8 приватни здравствени установи констатирано ова, значи, оно што ни беше главна цел на контролата и неуредна евиденција кај 5 здравствени установи. Проблем со фискализацијата е откриена во 20 приватни здравствени установи за кои веќе се одредени и казни. Кај УЈП утврдени се неправилности поврзани со фискализацијата кај 20 приватни здравствени установи. И фондот и УЈП имат изречено казни или глоби. Во фондот се казни, во УЈП се глоби за сите утврдени неправилности. Контролите, како што информираа надлежните, биле вршени во Скопје, Битола, Прилеп, Тетово, Штип и Струмица. Најнизок степен на уредност има во Струмица, каде што од 5 контролирани приватни здравствени установи само една била со уредни наоди, 4 биле со неуредни, со висока неуредност и Скопје, значи од 16 контролирани установи, 7 се уредни, 9 се неуредни.